Феноменот што го видовме е познат во науката како феномен Шехерезада, да кажем. Шехерезада, само што Шахтијар уште првата вечер некому главата би му ја пресекол, да се вратам на темата. Се произнесете Значи, колку прашања на кого? 3 прашања. 3 прашања имам. Првото прашање е до премиерот. Зошто, бидејќи денеска можеби 30 пати споменуваше владење на правото и прашањето се однесува на законските, етичките и моралните причини за разрешување на директорот на Државниот пазарен инспекторат Стојко Пауновски и би сакала да го чујам и правниот основ. Вака значи, кога зборуваме за државна и јавна администрација, компаративно, најчесто ја употребуваме синтагмата бели крагни. Зошто бели крагни? Заради знаењето, стручноста, компетентноста, моралот и етиката. Администрацијата е костурот на државата. Деновиве се случи нешто интересно во Италија на насловните страници, 8 на веста дека еден вработен во болница дури 15 години не доаѓал на работа и се побара кривична одговорност и за оној кој го ангажирал, како и за оној кој што влегол во таквата приказна. Значи, не ме шокира мене што ве поддржаа двајцата министри Николовски и Јартан Груби, но ме шокира консензусот со кој што ја донесовте оваа одлука, која е директно спротивна на принципот на владење на правото, кој што е основен копенхагенски критериум и основен критериум во методологијата и без кој што не може да функционира ниту една држава. Значи, точно е во законот дека директорот на Државниот пазарен инспекторат е именувам од владата, лошо решение. Иначе треба на конкурс, ама еве така е. Меѓутоа, апсолутно тој не е подреден на премиерот, ниту на министрите. Нема никаква хиерархија, бидејќи не може да има хиерархија меѓу државна и јавна администрација и политика. Тој стои на чело на една институција која функционира само и само врз начелата на стручност и компетентност. Законот ги предвидува условите, тој ги исполнува условите, меѓутоа 35 мината не ги исполнуваат. Дури ни тие 12 со правен и економски факултет, бидејќи немаат искуство и сертификатите што се потребни, белки не мислите дека седењето на дома е искуство. Значи, шокантно е 90% од вработените да застанат зад вас како директор, а сите министри да не ве поддржуваат. Чувме дека причина за неговото заминување бил пркосот. Фантастично нешто. Пркосот е една од најдобрите човечки особини и тој на што пркоси? Пркоси на кршењето на правото, пркоси на кршењето на уставот, пркоси на неморалот, пркоси затоа што знае дека без етика и морал и без владење на правото не може да има ефикасна ни пазарна инспекција. Значи, она што е чудно е следново. Ги проверив и податоците, во неговиот орган 40% од вработените се од албанската заедница. Значи, да кажам нешто. Правичната и соодветна застапеност, ако продолжи вака да се спроведува, станува неправична и несоодветна застапеност. Правична и соодветна застапеност не смее да значи клиентелизам, зашто ако вие имате феномен непознат во историјата, дома да седат илјадници луѓе, да им тече стаж, да примаат плата, а да не може другите да им конкурираат, зашто има сега па еден фамозен закон, кој што, нели, за трансфер
Добивме сега пред закон за превземање на административни службеници вработени преку К5 програма во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Вакво нешто никаде нема. Членот 9 гарантира еднаквост на шансите на сите. Правична и соодветна секаде, од Кенеди до денеска значи, само ако подпредставените во стручност и компетентност се исти, ќе имаат предност. Не може да биде занимање да бидете македонец, турчин, ром или влав. Запомнете, значи, како што од Греко чувме, а предупредувавме за чудното министерство, така ќе добиеме сега забелешка и на ова. Значи, премиере, потенцирам дека ниту законот го почитувавте, ниту уставот го почитувавте и дека тоа воопшто нема ништо заедничко со владење на правото. Само да ве подсетам. Замислете да имате зад себе 1000 луѓе, помножете ги кои може да седат дома, не баре се стипендисти, и да не одат на работа, да можат да се усовршуваат. Помножете по нивните семејства, сите ќе ви бидат лојални. Тоа е клиентелизам и тоа нема ништо заедничко со владењето на правото. Второто прашање е до министерот за здравство. Се однесува на прилепските прилики и неприлики. Ме подсетуваат, дури не баре во 41 година сме. Прилеп е меѓу градовите со најголем број на починати. Значи има сериозни проблеми со COVID-19. Не знам дали да ве прашам или може би нешто ќе превземете. Значи, ако е во врвот Прилеп и ако болницата е преоптоварена, зашто спас во неа бараат и жителите на Кривогаштани, на Долнен и на Крушево, на Македонски Брод, прашувам зошто Прилеп не е општина во која има пункт за масовна имунизација и дали може би имате намера да го отворите тој пункт. Зошто го велам ова исто така? Вие бевте во Прилеп, го видовте од птичја перспектива, ама мислам дека не ја видовте грдата реалност и постојано ме прогонува колку пари, колку вакцини би купиле со тој фамозен лет. Значи, можевте да спречите многу голготи со правилно користење на хеликоптерот. И топло ви го препорачувам да го прочитате Митот за Дедал и Икар. И последното прашање се однесува за Министерството за животна средина. Еве на што се однесува, не е само мое прашање, може да биде на сите пратеници од О2, се однесува на можноста да се искористи превентивната улога за да спречиме уште една катастрофа. Имено, прашањето е, зошто Министерството за животна средина молчи за 3 урбанистички проекти во општина Газибава, со кои се предвидува отворање на фабрика, јас велам и они од О2 топилница, за термички, физичко-хемиски и хемиски третман на цинков филтер, на цинкова филтер прашина изгура од Макстил и други челичани. Површината на државното земјиште, кое би се продало и кое би се користело за фабриката е, речиси 22,93 хектари. Би сакала, значи, да го чујам вашиот став пред да дојде до вакво отворање, зашто после може да биде доцна. Спречете го зеленото однесување на советниците и упатете ги на зелена општина. Имено, парцелите по мене треба да се зазеленат, индустријата подитно треба да престане да се шири во овој дел од градот, бидејќи ми се чини дека ако му дадеме предност, ако и дадеме предност на трговската логика во однос на еколошкото кредо, што значи живот, ќе имаме проблеми како што имаме сега со паркингот пред Holiday Inn. Тоа се моите прашања. Ви благодарам.